во студио за Мимоза Ристова, професор по форензичка криминалистика и истрага на местото на злосторство, и Звонко Давидович, адвокат. Истрагата за трагично загинатиот новинар сопственик на Фокус се уште трае, една недела веќе трае. Прво, дали и се уште нема никакви резултати. Дали е предолго една недела или е нормално во ваков тек на истраги да бидат една недела, две? Колку би требало да трае истрагата? Да, мислам дека би требало веќе да излезе со прелиминарни резултати, затоа што аналитичките лаборатории нивни и разузнавачките служби нивни веќе требаше да дојдат до некакви трагови кои што требаше да ги објават, за да имаме чувство дека живееме во некоја демократска држава. Обдукција, мислите на обдукција, професорке? Не е само обдукцијата, значи обдукцијата може да покаже причина за смрт, cause of death, а сето друго е работа на полицијата, која што треба да излезе со извештај за местото на настанот, со варијанта А, варијанта Б, варијанта С, што можело да се случи, затоа што трагите, по принципот на се вика тоа Локартов принцип, дека секој контакт остава трага, трагите требаше да посведочат што всушност се случило со Никола Младенов. Добро. Господин Давидович, една недела веќе трае истрагата и веќе треба професорката вели да се излезе со некакви резултати. Да, се согласувам со професорката, она е многу постручна во тој дел, значи во прашање на форензиката, јас можам да зборувам за делот дека веќе се преземени действија од страна на МВР и дека првични резултати и некакви сознанија треба да има. Би кажал само дека не е во прашање истрага, ова е предистражна постапка, затоа што немаме сознание за сторено кривично дело. Од таа причина и истражниот суди и јавниот обвинител излегуваат на лице место, а МВР ги презима действијата за да утврдат дали постои основано сомневање за кривично дело. Да, за отвори постапка за истрага, да. Така. Околу истрагата, најголема бура на реакции и лавина всушност предизвика фактот што новинари, во случајот Нова Македонија, па главната уредничка на Фокус Јадранка Костова изјави дека нашла некакви материјални докази. Нова Македонија исто излегува со такво тврдење новинарите за ливчиња од патарини или делови од автомобил и така натаму. Кажете ми, професорке, како е можно да се остават материјални докази и дали воопшто се тие материјални докази треба да се утврди, односно прво да бидат земени од стручните лица, па подоцна да се утврди имали некаква релација со загинување. Истрага на место на злосторството предпочита, односно тоа е мора да се направи тоа, да се соберат сите докази од местото на настанот. Ние колку што имавме прилика да видиме, бевме точно уредничката на Фокус и јас во една постфестум истрага, веројатно сме стигнале после Нова Македонија, затоа што ние веќе не ги најдовме ливчињата, ама најдовме други траги. Например, најдовме бомбончиња Орбит, за кои што се знае дека се на Никола Младенов, пошто луѓето му ги знаат обичаите да јаде бомбончиња после пушење цигари. Значи, бомбончиња најдовме свежо кутивче бомбончиња на местото на настан. Можеше да се земат за да се бара евентуално отпечатоци од некој трето лице инволвирано. У секој случај треба да се земе такво нешто. Милион парчиња фрагменти од колата, од интериер и од екстериер. Оние од интериерот создаваат некаков сомнеж како ли излегле тие од интериерот, бидејќи само една шофершабна е искршена, вратите не се отворени, а таму има и патосници фрлени и други делови за кои што ние утврдивме дека се од Мерцедесот. Сите имаат германски ознаки и сите имаат парченциња, знакче Мерцедес. Че апсолутно не е собрано се што треба да биде собери. Мене ми е многу жал што ја не бев таа што ги најдов ливчињата, искрено да видувам на Нова Македонија, бидејќи некако ќе ги обработив постручно. Односно, ќе ги сликав на лице место и ќе ги земев прописно по концептите на собирање на доказни материјали и ќе ги предадев на најпрописен начин со се фотографии во полиција. Кој требал да каже, да даде налог дека сите материјални докази треба да бидат земени? Стражниот судија, МВР или
Како Треба- води постапката да Истражниот судија објасните? не е тој што треба да кажува како се прави како се обработува местото на настан. Тоа треба самата екипа форензичка да си го знае. Екипата која што е раководена од некој раководител, значи има таму иерархија кој што треба да им даде задачи на сите што да направат. Значи одговорното лице треба да се најде зошто е се оставено така. Многу е чудна, огромна е местото на настан е фактички 3 пункта. Едно е пробивањето, усвари 4 пункта. Едното е 5, се извинувам. Едното е пробиената ограда. Тоа треба да се обработи многу подобро. Потоа е првиот удар на Мерцедесот во почвата, па потоа е второто удирање на колата и на крај третото конечно останување на колата. Четврто место на настан е жртвата. Никола Младенов е најден на 4-то место. Сите тие се обработуваат детално и последно. Тоа е огромна сцена. И не им замерувате што толку многу работеле и толку многу касно ја завршиле работата. Не ја ни завршиле. Некогаш местата на настан по 24 сата треба да се обработуваат за да се дојде до докази кои што ќе сведочат за настан. Добро, имате ли објаснување, господин Девиш, зошто не ги материјалните докази останале за случајно новинарите или госпоѓата Ристова и Кустова да ги... Недозволиво е такво нешто. Значи, вие бевте сведок на истрагата која се водеше за мостот. Бевте свесни колку време траеше таа истрага и кој се беше присутен. Ако имате на излегување на лице место, истражен суд и јавен обвинител, истражниот судија води постапката. Он е газда. Значи, он наредува што све треба да се преземе, нормално, кримтехника е тука моќна, затоа што знае кои се действија треба да ги преземе според протоколите кои ги имаат и правилата, и може да му сугерираат на истражниот судија. Но тоа е оној кој треба да даде насоки што треба да се направи. Истражниот судија по она сега со резерва. Значи, јас ги имам информациите од весниците. Истражниот судија бил на лице место и заменил многу брзо, што значи дека го препуштил увидот на органите на МВР. МВР се должни, оно што го каже и професорката, комплетниот терен да го прочешлаат и да ги обезбедат и приберат сите докази. Ние сме имале предмети за тешки кривични дела за убиства, каде што се вештачени буквално дословно 3 влакна, кои што се докажало дека со животинско потекло и немаат врска со настанот, но земени се од лице место. Значи, со земање на сите траги, вие можете да утврдите дали имаат врска со настанот или да ги елиминирате дека немаат. Секој делче го пополнува мозаикот и ја утврдува вистината. Значи, ние не знаеме што се случило таму. Постојат различни шпекулации, но преку доказите, преку материјалните докази и сцената која имаме, можеме да утврдиме вистината. Има фотографии на местото на настанот од кочење, некакво кочење, се предпоставува дека станува збор за камиони. Нова Македонија оди всушност и утрински весник исто денес, дека имало некакви траги од камион, има некакви сомневања дека можеби имало судир. Дали тие траги беа присутни вие кога бевте на местото на настанот? Не, трагите беа веќе исчезнати, ги немаше. И треба ли да бидат исчезнати? Мислам дека не треба да бидат исчезнати. Зошто? Затоа што секој ден одиме по асфалт, вие поминете тој автопат, ќе видите многу траги на сопирање, се уште присутни. Не знам зашто ги нема, немам одговор. Исто така за за бомбончињата сакам да се вратам. Многу често, доколку вие имате сумнеш дека Никола Младенов е убиен, дека ако е убиен, тогаш убиецот мора да се врати на местото на настан да утврди смрт па да си замине, значи бил таму. Ако е убиство, под сомнеш дека е убиен, тогаш убиецот е там, бил. Може да се бомбончињата со отпечатоците од прстите на убиецот токму тоа. Значи тоа да не се земе или отпушок од цигари, тој може ја завршил работата, ја утврдил смртта или пак го доусмртил Никола Младенов, бидејќи бил најден со лицето во земја, и тоа ми дава некакви сомнежи да помислам дека 20 метри оддалечен од автомобилот е најден. Зошто ви дава сомнеж? Не е можно ли да излете од шофершајбна? Можно е, се е можно, ама ликот на Никола Младенов и делото на Никола Младенов отвараат сомнежи, едно чудо, и мислам дека јавниот обвинител не треба воопшто да размислува да ја отвори постапката истражна, односно да покрене оваква постапка за непознат сторител. Вие имате Мерцедес.
Да. Има една информација, теорија дека доколку не е врзан возачот, Да. ако е ставен појасот лажно представен дека всушност е врзан, е ставен, не се отвораат воздушните перничиња. Не е точно тоа. Перничињата се активираат на направи уреди што се викаат акцелерометри, на потрес, на нагли потреси, на пиезоелектричен ефект, мислам дека има така. Тие не зависат воопшто од закопчување или не закопчување. Мислам, апсолутно тоа не држи. Добре. Друго, што можеме да кажеме дека може да се докаже дали има инволвираност на трето возило, второ возило се извинувам, дали имало камион или не имало, не мора само од вештачењето на гумите, пошто јас ги анализирав оние траги, во Photoshop ги извадив, тие личат на траги од Мерцедесот. Мислам дека Никола Коджел. Ако ми се даде материјалот, јас ќе го извештачам за 15 минути, ќе знам дали се тие траги од Никола Младенов или се од некое возило што стопирало тука. Од друга страна, доколку возилото на Никола Младенов е удрено со нешто, во тој непосреден контакт физички има размена на материјалот. Значи, тој оставил траги на возилото, доколку се направи анализа, и тоа ги има, хемиските анализи се, спектроскопски анализи, газ хроматографски, исто така во еден ден ќе се утврди... Какви може да објасните за јавноста? Да, вака, значи, кога удира возилото, остава дел од материјалот од браникот, да речеме, од хемијата на самиот браник, од бојата на самиот браник, од пластиката на самиот браник, значи тоа е насилен, огромен, мислам дека 60 тони е силата на ударот, онака како што е пресмета.